Кампањата за референдумот нема да чини повеќе од 400.000 евра, смета премиерот Зоран Заев. Иако засега нема конкретна проекција колку пари за кампањата ќе потрошат само пратениците на СДСМ, сепак тие пари ќе бидат наменети исклучиво за закуп на медиумски простор, вели првиот социјалдемократ. Заев вели дека владеачката партија за референдумот ќе се обиде да влезе во коалиција со што е можно повеќе партии за заеднички настап во кампањата, од што ќе зависи буџетот кој ќе им биде потребен. Социјалдемократскиот сојуз се обидува да влезе во коалиција со многу политички партии, од тука ќе зависи и самиот буџет на движењето или коалицијските партии со кои што заедно ќе настапиме, но не верувам дека буџетите ќе поминат 300-400.000 евра, заради тоа што дефинитивно самиот референдум не е како парламентарните избори, не изискува толку вид на трошоци, а и нашата намера поприлично референдумот да биде попријатен, попривлечен за граѓаните, да нема такви подолби кои што се случуваат за време на изборите без разлика парламентарни, претседателски или локални избори, но верувам дека во една пријатна атмосфера сепак граѓаните ќе излезат и ќе гласат за. Лидерот на опозицијата пак најави дека нема да побараат пари за кампањата, но ќе бараат тие средства кои им следуваат да бидат пренаменети за реконструкција на средно училиште во Тетово. Во среда формално и пратеничката група ќе го достави барањето до собранието со назнака дека истите средства бараме да бидат пренаменети за доградба и реконструкција на средното училиште во општина Тетово Кирил Печиновиќ. Како што и самите кажавте, знаете дека изминатиот период голем број контраверзии беа поврзувани со тоа училиште, едноставно учениците немаат пристојни услови за работа. Но знак прашалник е дали собранието ќе ги одобри овие средства, бидејќи нивната намена е стриктно за закуп на медиумски простор, кој сите пратеници ќе имаат можност да го користат. Во меѓувреме, академикот Владо Камбовски, кој удри по оние кои јавно повикуваат и организираат бојкот на референдумот, ја дополни својата изјава, велики дека само луѓето кои сакаат да ја распаднат земјата не прават разлика меѓу бојкот и организација на бојкот, како одговор на вчерашните напади од опозиционерите.